Јас ќе те вратам сега пак на играчките години, за ова, за нозе, за ортопедии. Тоа секој си ги знае маките. Ако се сетам, ако се сеќавам. Ајде, сети се за мечот со Куманово, Петаковиќ беше во Куманово за таа средба. Куманово влезе во втора лига. Мора да кажеме за помладиве гледачи да знаат дека Куманово на времето имаше силна екипа. Куманово беа второлигаши. И тоа во таа поранешна Југославија. Беше непрекосновен во Македонска лига. Куманово... Говориме таму за 68... Не, тоа беше 71 година кога испаднаме ние. 71, да. Да, кога ние испаднаме, уствари, сега да кажеме... Вие испаднавте 71, да. Ама Куманово си беше стабилен новија години, вториот дел од 60-тите, 70-тите и тука веќе почна да најавува влегување во втора лига. Он беше влезен веќе бодовно и ние наседнаме на некои... Беше лидер во Македонската лига со доволна бодовна предност. Немаше проблем. Па ние сега така кога си правиме муабет, викме оти испаднаме заради Куманово. Оти ние го тепахме Куманово и имахме бод предност, оти ние испаднаме заради гол разлика. Со Балкан, не знам кој беа сега други, меѓутоа они добро, они беа по-префригани, да ги кажам. Они ние наредија да тепат негде 7-8 гола разлика и за гола разлика ние испаднаме. А Куманово таа година кога они влизеа, ние испаднаме, па се слушаа муабети нашите воџи што беа во тоа време, кога беа ги биле во мотелот и ја договорили средбата да тепиме 1-0, 2-1, така, и да се заврши работата. И ние си очекуваме, мислиме оти друг ќе ни даде гол и си тераме работа, така, поле дојде до крајот веќе готово. 1-0, 1-1 и нема гол не може да дајме ние, а они се борат како лавови. И Петаковиќ им вика, играјте за премие. Да, а не им треба бодовите воопшто, дека први си бе. Први. И заврши утакмиста добро. Гужва, не да настана гужва, него ги извлекува со цистерни. Добра мешаница стана инцидент, имаше тука. Ама не го негирам јас тоа, бидејќи они играчите ги изнесува со овие колите што се противпожарни. Тоа се замешираја, се влезе, се во стадион, па имаше некои удирање и така. И тоа е тоа. Сега... И Петаковиќ беше нападнат тогаш, ми се чини. Петаковиќ беше... Сега дали му беше маска тоа на телевизија што испаѓаше дека главата му беше удрена? Па имаше некои фластери, некои заови, се сеќавам. Јас бев тогаш во Нова Македонија и веднаш понад преварот дојде тамо, вика, видите што ми направија ова. Јас бев присутен цело време на игралите. А Петаковиќ, да кажеме, инаку своевремено беше одличен фудбалер и репрезентативен на поранешна Југославија. Нема зборови, јас сум енциклопедија за тоа, јас со брат ми бевме ние спортисти и пратевме се живо и диво. Кој ви беше тренер тогаш во Кожув тие години? Може да се сетиш. Па ти викам, тренер ни беше Цветко Трајков и Мичо Проданов. Они ни беа тренери. Прво почнаме со други тренери, и тоа овие беа играчи на Кожув, кога завршија беа малку постари. Да. И после они ни дојдеа тренери. Беше тренер кој испаднаме, јас мислам во најдобри состав на Кожув испаднаме, беше Ристо Танелов, он има див завршено. Да. Он ни беше тренер. Сега, ние, по мене, играчите се криви, не се тренерите криви. Да, тренерот ќе го стори своето. Тренингот, тактика ќе ви каже, треба да се реализира на терен. Ма јас ако не шутнам да дадам гол, ако не дадеме 2-3 гола, тренерот нека вика колку сака. Што сака, што може он да направи? И така. И од Куманово имаме најгорко искуство, тоа заборавив да го кажам. 68 година. 68 година играеме тука, ги тепаме 6-1. Па сега ќе се пофала малку, меѓутоа најдобар гол што сум дадел,
слободен удар против Куманово беше. Во реваншот, тогаш Шеки Петков го исклучија и како се викаше еден од нив најдобар им беше, се спречка нешто и двојцата ги исклучија и ние добри бевме и ние тогај. И викам 6-7. После како се организирале они, да видиш ти во Куманово, на вратата не чекаа, на Петков му ги скршија забите. Уште на влегување во... И ние се мислевме баш дали да влегаме, да поменеме, да влеземе во субликувалните, да одиме или да не одиме. А они субликувалните, не знам, сигурно си бил таму како им е во Куманово, како му е направено. На секој ќоше човек. Кој како оде од нашите играчи, секој бокс. Тоа беше дивјаштво невидено за 68 година. Значи ти доби бокс таму? Не добив бокс, ќе ти кажем за една работа. Лалевски ме спаси мене. Ако се сеќаваш од Куманово, да. Кошаркарскиот судија. Имаше на кафана 3 секунди. Не знам, тоа они ме познаваа како кошаркар, ме грабна под раката, ме однесе, ама ни прашинка, ништо не ме дирна, а другите добија сите. Игравме... И вие што решивте да играте? Игравме, изгубиме 6-0 или 6-1, ама тоа не беше игра веќе. Тоа беше страх. Колку да помине време. Колку да помине време. Да заврши. Да, и тоа. Да се спакувате и назад. Да, има. Но дури нашите воџа вика, да не играме, да се вратиме, меѓутоа ние, ајде, нека помине, викаме. И така. Имам повеќе, и тоа е така, се забрават некои работи. Да направиш една споредба на тогашниот и денешниот фудбал. Која игра ја играше Кожув тогаш? Мислам, сега има нели тактики 4-4-2, 5-1-3, не знам што. Дали тогаш се правеа толку тие комбинации или според играчите тренерот ќе каже... Вие знаете, ќе рече, не ти држи лева страна, таму проигрувај, мести и шутирај. Тога беше од 1 до 11, не имаше 25, 26, 27 или 99 број. Еден голман, 2, десен бек, 3, лев, четворка, десен, халфи. Секој си знае позиција. Само имавме ние Костов Ѓорѓе, он играеше десна полутка, јас лева полутка. Меѓу нас договор, еден пат он помага на одбраната, друг пат јас помагам на одбраната. Разбираш? Да не се трошите двајца исто време. Поставеноста на екипата беше таа во тоа време. Нема, така беа сите. Сега как играја, шо играја, може тие пошколованите тренери имаа некои тактики, кај нас беше така. А сега не одам на фудбал. Значи дозволува самите да импровизирате во тек на игра. Импровизирам, јас гледам дека луѓето се во опасност, јас од лева полутка, јас се исклучив десетка носев, се враќам назад, за да може да помогна малку на колегите, на другарите. Иначе ние бевме познати по тоа што дома тепавме многу, а на страна многу губевме. Што беше причината за... Или дома ќе запневте пред гледачите да ги задоволите? Или пред гледачите, или некој страх на страна. Што беше, не знам. Не беше иста екипата, дома и на страна. Иначе, тога беше малку стихијно за тоа што јас бех во интернат, да кажеме, до 62 година. И сега, кога ќе дојше, имавме 3 пати тренинг, ние немавме. Ние базични припреми, ти реков, ми рече такви работи. 3 пати тренинг. Меѓутоа, јас бев сигурен, пример, јас бев сигурен ти играм, среда имахме, се знаехме, вторник работиш тоа, среда тоа, петок тоа, тие беа 3 тренинг. Петок на 2 гола одахме сите. Среда, да кажем, јас не ми се трчеше, тоа беше кондиционен тренинг, не одам, знам ти играм сигурно во екипата, сум и забушавам. Што ќе се мачам сега да трчам? А тоа фактички на моја штета било. Не бил
Не, на мој и на клубот. Не е ништо залудно што планираат тренерите. Се си има свое. Иначе јас си, да кажем, јас си надополнував, јас своевремено од интернат до мотелот, не знам дали јас тие покрај Вардар мотелот. Од интернат до мотелот и назад, јас си одржавах јас моите способности кондиционни во тоа време. Сега мотелот го знам и кафаната ја знам од мотелот, ама интернатот кај беше далеко? Интернатот е тука кога идеш по булеварот, сега на левата страна во Евгелија, во Евгелија. И бар правеше некоја километража тука? Ама правев, ти викам јас од интернатот до мотелот си трчев ако не можех доам на тренинг или ако не сум бил на тренинг. Тоа прашувам, значи тука е 3-4 километри ќе направиш. Да, иначе јас имав за кошарката многу дополнителни лични мои тренинзи, за тоа добијах одрас јас добар. Тоа стихијно така, не оти некој ми го кажа. Тога почнавме да пратиме овие НБА, ме гледам, па забивање, па скок шут, тога немаше скок шут во прво време. Од место, манија топката. Да. Тога ги почнавме тие работи. Што знам? Не, битно е човек да има предиспозиции за некоја работа. Јас го реков тоа и во тоа што ви го спомнав прега и за портрети на неделата што ги дава, на крајот ме прашуваат на ново што би направил, како. На сите им препорачувам. Ако имат афинитет за повеќе спортови, да се одредат еден спорт, ако сакат да имат успех, да не се разводнува работата, оти не може да се постигне и тамо и тамо. Тебе ти беше жал после која напушти кошаркава или не? Па не усетих некој жал, затоа што јас 18 месеца бех војска и кога се и заборави малку, рекош, кога се врати мајдан, пек фудбал и тргна со фудбал. Иначе да не се повторувам, ви реков, најмалку играв, а најголем успех постигнах во кошарката. Тога можеше Лечик имаше намера да ме земе и за работнички во тоа време, нели? Он го формира и сам ја реков дека го формираше. И тоа, јас во март месец, Аскер JNA, 18 месеци, после враќање. Кај беше во војска? Војска бех прво во Горни Милановац, па во Панчево, па во Младеновац. Значи во Србија и затоа после ти се допадна изгледа тамо, па си отиде во Мајданпек. Не, немав намер јас. Ја ради брат ми тога и така се деси. Зашто онда да е без работа, си викам, да шета, а таму обезбедена работа. Тоа е чудна работа. Како изгледа последните сезони, 2-3 во Кожув и како се оддели од фудбалот, зашто многумина мислеа дека можеше уште да играш? Јас од оваа гледна точка мислам дека можев да удрам, бидејќи јас водев спортски живот. Не знам дали пушев во тоа време, ама не пиев уопште алкохол. Меѓутоа, ви реков, заради некои несогласување тамо во клубот, напуштив. А иначе, па 2-3 години можев и тоа, мислам, да дадам за спортот. Напуштив. Кога го напушти фудбалот? Па го напуштив, ви реков, на околу 1 декември 72 година. Па тоа не се... Петровски се викаше тренерот. Петровски, што го зборевме прега. Да, Петровски, да, и во Валандово беше инаку битолчанец. Да, беше и кај нас. Он ме повика да се активирам. Ти си млад, вика уште. Бев на тренинг неколку пати, и тоа се изгубува веќе волјата, желбата. Добро, на тие години, тие што почнуваат многу млади, да кажеме, што јас релативно 18 години починал сум, тие што почнуваат на 13-14 години што почнуваат млади, имат основа и редовно се тренират, може да издржат. Иначе, после, треба јас 2 пати повеќе да тренирам од тие 18 годишнаци, нели? Да може да се носиш. Да може да се носам со нив. Иначе,
не вреде. Ако сакаш да не те вика, да не те свирка, да не Еве ти... сега и мене ме подсети кога рече Петровски, Гоце Петровски Гоце беше, Петровски, да? бре. И беше долго време и во Победа, во Ландово. Таму и останал он. Да. Он го запослија таму како службеник во... Па доаѓаш и во Битола, дека битолчанец Он е во битолчанец, Пелисе. да. И А тоа- беше и на тие селекциите младински Да. на Македонија. Па он не беше лош Во тренер. штабот. Добро, Кожов постигна добар успех кога беше Бутевски тренер. Бутевски кога беше тренер. Наум. Од тога и почнаа, мислам, тие базични припреми да ги одржаваат одаво до Еран тамо вамо. И мислам тоа тоа ни фалеше на нас за да бидеме подобри, мислам, и на страна. Дома веќе бевме горе-долу неприкосновени. Тешко, со Неготино Вардар многу тешко испаѓавме на крај. Не знам што беше таа некоја работа. Со кој Вардар се? Неготински Вардар. Добро, затоа прашав со кој Вардар. Јас те реков Неготино Неготино, Вардар. Да. Иначе Вардар си беше оваа година прва, до година втора, после па прва и така. А желба некоја кај тебе и кај другите гевгелиски фудбалери, еве, да се наметнат да дојдат во Вардар, мислам, во Скопски Вардар за прва лига и така, имаш и не. Види сега. Или не беше толку амбициран ти за да Јас не бех помислуваш на тоа? амбициран, меѓутоа тренерот Цветко Трајков, тога беше Хуго Рушевлјанин на Вардар. Ние бевме, ви реков, Петков, Узунов, Велков, бевме тројка, голови што дававме, ние дававме. И го прашувал, дури еден човек ми рече, абе тебе сакаше Рушевлјанин да те земе, вика. Абе Рушевлјанин се интересира за вас, вика, што играчи се тие? Сакам да ги видам. Вика, требаше да дојде да ве гледа и ако, нели, тие се стручњаци, да можеме тоа. Иначе, не, амбиции така не покажах јас да одам ван. Си беше задоволен тука, да си играш во Кожов. Во Кожов си играш, работа колку толку и така. Иначе не амбиции да покажах дали некој нели во тоа клуб и таму и ваму. Јас не покажах такви амбиции. Во Мајданпек беше чиста случајност што иначе и тога и не мислев да напуштам. А што беше причината, еве, на 1 декември, на полусезона, да ставиш крај на кариерата, да не продолжиш и пролетниот дел? Па тоа ви реков, почнаа да ме седат на клупа многу. Ви реков Како дека сега отклучен да, играч, на веднаш... клупа. Па ви реков. И тога и така мислев, млад. Викам јас на 30 години, ако седам на клупа, што ќе добијат Кожов со мене, ако не сум за играње за екипата на 30 години. И си одлучив. Одлучив. И готово. Ви кажах, последна такмица ми беше со Торпедо од Кочани, а иначе бевме на враќање од Стара Загора. Да, со Стара Загора имавме некој контакт. Меѓусебни Да, они беа дуели, тука, пријателски. Да, пријателски дуели, они беа тука, па ние да им вратиме реванш и така. Имам слика и знаменци како капитен што сум тука и таа слика. Тоа е животниот пат. После работата си течеше нормално. Почна како мало момче, младо, во ѓавато, уште во основното училиште со... Ама што како деца со крпени. Крпењачи, што ги викав. Крпени топки или со... Да се шут. Чист весник, чиста хартија, земи, хартија. Стегнија, завитка, игра. Завитка, ма немаше никој не стои, не знам, ги врзувавме, знаеш што? Со овие прчки од црници, не знам дали знаеш црница, тие буби што гледавме едно време. Да. Тога и бубата беше развилена. Да, свилена буба што е. Да. Тие има шлюпка се викат, свила што се правиш и јако ќе стегнете топката. Ќе стегнеш топката и ќе трчиш таму по некој будала. Инаку овој крај беше познат по одгледување на тие свилени буби, ги имаше доста. Сега Македонија ги нема тие. Нема. Секоја куќа имаше просторија за таа була. Ако нема, секој си Ама убаво си живеевте тогаш и сега во Па не се усетеше.
ништо да кажеме, што знам, убаво. Јас на почетокот не ве реков, една година нели спомнав дека паузирав од 8 одделение кога го заврших, тоа е трагедија ма се мајка им почина. Брат ми беше во Штип, во учителска школа, не можев да продолжам. И убаво беше, како 14 годишно дете, одев во Изворски Аргатин работев, за да може да земам некој динар да прибавам летно време, за да може да запишам на школа. И тоа беше убаво. Да. Па да, лепи седна и оди. Тоа е. Добро, еве не подсети на тие мирати времења, значи момчето од Ѓавато, Да, од Ѓавато. отиде во Гевгелија, играше и кошарка и фудбал. Во кошарка рече поголем успех имаш постигнато од фудбал, стигна до репрезентацијата на Македонија. Да. Потоа војска, па во Мајданпек во Мајданпек, Србија, па се враќаш во Кожув и тука ја завршуваш кариерата и ти си меѓу оние фудбалери што се споменуваат и денеска, што оставија печат во фудбалскиот клуб Кожув. Па еве сега мене ми останува само на крајот да ти се заблагодарам за гостувањето во емисијата, да ти посакам вака убаво да си ги минуваш пензионерските денови, па да навратиш таму и на стадионот да ги видиш овие помладите како играат, што играат, да направиш некоја споредба од тоа време тогашно и ова време денешно, затоа што животот е таков. Си тече, остануваат спомените, Да. и некогаш сакајки да се подсетиш на тие спомени, па ќе навратиш таму и до стадионот. И ќе им покажуваш на помладите, овде кога игравме. Од семејството на крајот кажи ми што имаш. Јас да ви се заблагодарам за поканата прво. Да? И да ви кажам, оти не одам, не ми се ода на фудбал да гледам, Кожув е сега моментално трета лига. Тоа што е изживеано, што е продолжено, што сме стигнале до такво ниво, до Републичка лига и до репрезентацијата, што знам, не ми се ода да гледам. Исто и со кошарката, сега ново време дојде, се професионализам стана, играчите ги платят во евра тука, меѓутоа нема наш играч. Да, па да одиш да решиш, поставата е наша. Да знам за кој и зашто аплодирам. Тоа е моje мислење, тоа не може. Секој си го сваќа на свој начин. Јас ви реков и на почетокот. Кај се Ристов, Диманчев, Шмекер, Крум Старделов, што беше Крум, ако го знаеш, на телевизија што испаѓаше за... Таму живее во Скопје сега. Лото таму ли што беше, тоа беше во комисијата. Ване Велков. И кога ќе викнеш, да викнеш за свој играч. Не ме влече заради тоа. Иначе не да не сакам, он сега се игра во сала. Дека ние да имавме оваа сала во тоа време. Да. Вие на отворено, ако заврни, нема играње. На наш само центар ни фалеше. Семејство? Семејство, не заборавив, семејство, жена, 2 ќерки, омажени, имам внук еден 25 години веќе. Од малечката ќерка имам ќеркичка и синче, 8 одделение и 3 одделение. И тој сега со спорт, на место му викам фудбал да оде, он оде во играорна група. Играорец. Ако убаво и тоа. Се е убаво. Да го негува па народниот фолклор. Па сигурно, Бога. Ќе менат, овој големи што го викам 25 години, што не почна? И фудбал, и кошарка, и карате, и играорна. И од сега тога добро. Ништо не испадна. Добро е, терај вака да се гледаме и во иднина и нема проблем. Да се помуабетиме за фудбалот, за спортот воопшто. Да се подсетиме. И така да се подсетиме на минатото, впрочем и овие емисии се токму затоа да се подсетиме на тие времења. Да. Уште еднаш благодарам, а за нашите гледачи да кажам дека ова беше Ване Велков, еден од попознатите фудбалери на Кожув од Гевгелија, а истовремено и кошаркар, дури и младински кошаркарски репрезентативец на Македонија таму во 60-тите години.